Александар Нацев, реалниот собственик на фирмата за обезбедување Рубикон, ќе одговара за трагедијата во Кучани. Обвинителството му поднесе обвинение и го товари за тешки дела против општата сигурност, бидејќи тој заедно со повеќе обвинети не презел мерки за заштита на објектот и поради тоа загинаа 62. Според доказите, тројца од вработените во агенцијата на Нацев биле распоредени на кобниот ден на вратата во дискотеката, пропуштале малолетници, а и им дозволиле да се задржат внатре после полноќ. Не извршиле ниту проценка за безбедност на дискотеката, како што информираат од обвинителството. Од септември 2022 до денот на пожарот, како собственик на агенцијата во Скопје и Кучани, тој издавал наредби и раководел заедно со обвинетиот управител. По трагедијата, Нацев се обидел да регистрира нова агенција во Струмица. Обвинетиот имал главна улога во обвинетото правно лице, фактички раководел со агенцијата и давал директни инструкции на обвинетите кои критичната вечер биле ангажирани како обезбедувачи. Исто така, обезбедени се докази дека по пожарот во Кочани тој презел активности во настока на формирање ново правно лице со седиште во Струмица, чија основна дејност му е исто така физичко обезбедување на имот и лица, а со цел да ја продолжи дејноста, повторно затскривајќи се формално правно во раководењето зад друго одговорно лице. Александар Нацев судењето ќе го чека во домашен притвор. Во меѓувреме, обвинението за останатите 34, како и трите обвинети фирми, чека на оценка во кривичниот суд. Бидејќи беше поднесено за време на летните одмори, а и заради големиот број на обвинети, оттаму информираа дека оценката може да се случи дури и по 3 месеци, како што било случај и со други вакви комплицирани обвиненија. Откако ќе биде оценето, треба да биде распоредено кај судија според акми системот, но со оглед на досегашната динамика, судењето може и да не почне до крајот на годината. Во обвинението се офатени газата на Пулс, неговиот брат, обезбедувањето што пропуштало малолетници, поранешни министри, директори, инспектори кои не вршеле контроли, како и проектантката што индустрискиот објект го претворила во дискотека. На 16 март годинава во Кочанската дискотека на настапот на бендот ДНК во пожар загина 62 млади луѓе. Најмладиот имаше само 16 години. Според истрагата, пожарот настанал од палењето на пиротехниката на ДНК. Дискотеката била притесна за големата публика, а функционирала само главната врата, додека останатите биле затворени. Паничното стампедо и димот придонесле за бројот на жртвите.